Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на Табу ординација. Вечерашен мој гостин е доктор Стево. Добро вечер, доктори, добро дојдовте повторно во Табу ординација. Добро ве најдов. Така. Значи, со докторот вечер вас зборуваме една интересна тема, која што верувам дека ќе го задржаме вашето внимание покрај малите екрани. Докторе, зборуваме за машката неплодност или стерилитетот. Каква е состојбата на земјава со стерилитетот? Имаме ли зголемување на стерилитетот кај машката популација или пак не, и каде најчесто се јавува стерилитетот? Под поимот стерилитет или машка неплодност се подразбира брачна заедница на двајца партнери кои имаат заеднички живот повеќе од 2 години, а немаат зачеток. За проблемите со машкиот стерилитет се обично испитуваат кај мажот. Мажот е тој што најлесно може да се провери и да се испита, а додека женскиот партнер е по-тешко за испитување и по комплицирани методи на испитување. Имено ова појава, мислам, како машки стерилитет, публикации не е имало од пред 50 години, а додека сега многу често се зборува за машкиот стерилитет. Дури има отворено и специјални лаборатории и амбуланти каде чести пациенти се мажите од ова состојба. Така. Каква ни е процентуалната изразеност помеѓу машкиот стерилитет и помеѓу женскиот стерилитет? Значи, машкиот стерилитет, инциденцията на машкиот стерилитет расте. Значи, во светот се излегуваат се повеќе и повеќе нови случаи со машки стерилитет. Во проценти стерилитетот на глобално ниво е застапен околу 16%, а додека кај нас негде 12% од популацијата за машки стерилитет. Сега како фактори и мажите и жените учествуваат со процент од 40% и од едната и од другата страна. 12% зборуваме за земјава, 12% стерилитет? Наши услови на тие простори. Така, вие како уролог не сметате дека е голема бројка? Па, мислам дека е и на секој дневно оваа бројка расте. Значи, се смета дека стерилитетот е највисок во земјите со висок стандард. Еве да речеме Америка води во таа насока. Имено колку животниот стандард на една земја е повисок, толку стерилитетот е пропорционален со животниот стандард. Имено се смета дека во земјите со развиени економии, еве да речеме како САД, се мисли дека тука луѓето имаат раскошен живот, уживаат во секакви прилики и стерилитетот рапидно расте. Така, кои се најчестите причини за стерилитетот? Најчести причини за стерилитетот може да бидат од различна етиологија. Значи, тука можеме да ги поделиме на претестикуларни, посттестикуларни, тестикуларни и посттестикуларни. Значи, тука во претестикуларните спаѓаат болестите од сферата на
хипоталамус, хипофиза тестис, оската хипоталамус, хипофиза тестис. Тука се опитање хормонални заболувања, имено високи вредности на ФСХ, ЛХ и така натаму. Значи, за да се одржи една сперматогенеза, потребни се хормони од аденохипофизата. Значи, за стимулација на сперматогенезата кај тестисот потребен ФСХ и ЛХ, лутинизирачиот хормон. Значи, тестисот е ендокринен орган, затоа што лачи хормон тестостерон, а тоа е ендокрината функција на тестисот и екзогената функција е стварање на сперматозоиди. Сперматогенезата, сакам да речам дека е почетокот кај еден фертилен маж треба да постои сперматогенеза и фактор пласирање на семената течност во цервисот на матката. Значи, без постоење на тие два фактора нема оплодување. Тоа е сперматогенезата кај младиот човечки организам фактички почнува во пубертетот. Пубертетот е време од 13 до 15 година и тоа е фактички време на потенцијо коенди, а после 2 години од пубертетот настапува периодот на потенција генеранди, фактички репродуктивниот материјал младата особа може да го пренесува во цервисот на женската особа. Сега, тука треба да се види петте моменти од потенцио коенди, дали тие функционираат како систем, а тоа е фактички кај секој млад партнер или партнерка што сака да биде плоден или да изврши оплодување, треба да постојат тие 5 фактори, а тоа е либидо, ерекција, пенетрација, оргазам и екулација. Екулацијата е последниот од тие фактори, за да настане екулацијата, фактички тука се работи за контракции на епидидимусот, уретралните канали и тоа е период кога спермата се излачува надвор. Така, но ние зборуваме за неплодноста. На кој начин можеме да откриеме колку машката личност, конкретно зборуваме нели за машката неплодност, колку од неговата сперма би допринела за репродуктивен процес? Имаме ли начин како да се испита? Дали е возможно понатамошно и лекување, нели? Тоа може, значи, спермограмот е единствен начин за да се испита спермата, а тоа е фактички начин да се постави диагноза. Значи, ако веќе имаме машка особа пред нас, ние треба да направиме еден преглед, да ги видиме локалниот статус кај мажот, да се видат тестисте, дали тие се развиени и дали се со нормална големина, да ги напипаме епидидимусот, потоа ректалното туше, сите тие дават информација за состојбата кај мажот. Сега, потоа се зема сексолошка анамнеза, кога биле првите ерекции, полуции и така натаму, а потоа, нели, најважен дел
се и детските прележани болести, мумпс, крипторхизам и други состојби во скроталното кесе. Значи, за да се направи еден спермограм, значи се договараме со пациентот. Треба најмалку абстиненција од 3 до 4 дена. Се мисли дека сперматозоидите имаат еволуција на созревање во тестисот и таа еволуција трае 60 дена, за да се заврши еден комплетен еволуционен процес. Во созревањето на сперматозоидите, нели рековме, влијание имаат ФСХ и тестостеронот и веќе во сите кабинети има специјални простори и лаборатории за микроскопско одредување на бројот на сперматозоидите. Така, имаме ли комплетна стерилност? Кога ниту еден сперматозоид не е жив? Имаме комплетна стерилност. Значи, со давањето на ејакулатот, тој треба да биде најмалку повисок од 2,5 милилитри. Значи, ако е испод 2, тој е патолошки, не треба да биде ни поголем. Не треба да се зима со специфични пластични средства кај што се премачкани со некои хемиски материи, презервативи, затоа што тие имаат спермацидно дејство и ги уништуваат спермите. Значи, во специјални стерилни посуди и со самото донесување спермата е згусната. Значи, после извесен период од 15 до 30 минути таа ликвефицира, значи се разводнува и во почетокот треба да се направат тоа испитување и треба со микроскопското испитување да се утврди бројноста на сперматозоидите важна, потоа мотилитетот и морфологијата. Тие се најважни за здрав и плоден сперматозоид. Значи, спермабројот може да биде, това се одредува во голема бројност, бидејќи нормален фертилен маж би требало да има 80 до 120 милиони сперматозоиди, 70 до 80%, 70% мотилни, подвижни и исто толку нормални форми. Тоа е нормоспермија, хипоспермија, кога тај број е испод 80.000, а мотилитетот и формите се 50%, и инфертилни и олигоастеноспермија, тоа е состојба кога тие се испод 50 милиони и мотилитетот и морфологијата е испод 40. Сега може да кажеме за астенозооспермијата. Значи, кај нормозооспермијата, еден маж е фертилен и може слободно да ја оплоди јајцевата клетка. А кај астенозооспермијата, тука мотилитетот на клетките е помал. Значи, кога ќе се даде спермограмот, самите сперматозоиди се мирни и мртви. Значи, во вратот на самиот сперматозоид има потенцијална енергија. Таа енергија со самото разводнување на ејакулатот се претвара во кинетичка и тие може да бидат подвижни во текот на 24 часа. Така. Да. Сакам да ве прашам, докторе, вештачкото оплодување процес кој што се изведува не само кај жената, туку станува збор за вештачко оплодување. Сакам да кажам дека понекогаш се земаат само здравите яйцеклетки од жената и нормално здравите сперматозоиди од мажот.
кога имаме стерилитет кај мажот, колку би било успешно вештачкото оплодување, доколку спермограмот ни даде некакви помали параметри? Да. И па кај азооспермија, олигоспермија и астеноспермија, во тие случаи се оди на вештачко оплодување. Значи, тоа се методи кои, например, една од нив најпозната е инсеминацијата, кога се зема со микроскоп сперматозоид и со асистирани медицински техники се инсеминира во цервисот или во матката на женската особа, и тоа е кога има некои пречки во самиот цервикс, и тоа се успешни методи, а исто така и со инвитро фертилизацијата. Фактички инвитро фертилизацијата е народно кажено бебе од епровета. Тука настанува оплодување на јајце клетката, сперматозоидот со јајце клетката, и се стварат ембриони кои после развој во инкубатор се ингестираат во матката и завршуваат успешно со Сакате да ми кажете дека со јајце надвор од матката се случува целиот овој процес? Да, надвор, а како зачеток, нели, ембрион се внесува, се ингестира во матката. И колку е овој успешен процес? Па успешен е денеска, ако младиот брачен пар биде трпелив и се залага, успесите се неминовни. Да. Колкава е големината на ембрионот? Па тие се мали големини, не можам точно да ви кажам. Не, во смисол на временски тек, колку време би требало да помине во инкубатор, па отпосле да се внесе во матката на жената? Колку време му е потребно, нели, за да може да се внесе? Може и за 3-4 дена и повеќе, зависи од моментот на самиот развиток на самиот ембрион. Може да биде и неуспешно или да биде отфрлено како такво. Така. На почетокот на емисијата зборувавме дека развиениот свет ја носи неплодноста или машкиот стерилитет. Кажете ми, кои би биле начините за превенција? Бидејќи ја спомнавме и бројката и процентуалната изразеност во земјава, па и догледачите сигурно би ги интересило. Што е она кое што може да се заштитат мажите како превенција за несаканата појава од стерилитетот? Па тука, ако веќе се мисли на сексуалните односи, треба да се внимава со какви партнери се сретнува младата машка особа, бидејќи многу чести се гениталните инфекции. Секогаш, значи, некој од ваквите партнери може да имаат повеќе сексуални партнери, а тоа е многу голем извор за заразни инфекции. И тоа не го спомнав, значи, исто како што рекол за спермограмот, микроскопски, нели, паралелно со одредување на бројот на сперматозоидите се прават и секој пат микроскопски анализи од типот на дали има бактерии, дали има леукоцити. Секој пат се барат микоплазма, уреоплазма, хламидија. Значи, една од најчестите бактериски инфекции е Ешерихија коли. Значи, може таа да биде инфективен материјал и
самиот контакт на партнерите, инфекцијата се пренесува обострано и во некои случаи самата бактерија како присутна може да не бидат манифестни инфективните реакции, инфекцијата да биде субклинична, а процесот да перзистира. Именно кај инфекција од Ешерихија коли се стварат аглутини во серумот за инфицираните партнери и тоа доведува до аглутинација на сперматозидите, слепување. Исто така треба да се прават брисеви за хламидија. Многу чест машката популација зборувам. Многу чест узрочник за тие, мислам, за стерилитетот е и хламидијата. Значи, која што секако се пренесува преку сексуален контакт. Значи, и многу временски можат партнерите да немат деца, а наједноставно предизвикачот на таа неплодност може да биде хламидијата. Што е со лекувањето? Колку можеме да го лекуваме стерилитетот кај мажите? Стерилитетот кај мажите е поделен на повеќе стубови, може медикаментозно. Медикаментозното лекување е фактички хормонско лекување. Хормонско лекување тука можам да кажам дека повеќе во доменот на ендокринологијата и андрологијата, а додека кај нас повеќе се инсистира на хируршки методи на лекување на машкиот стерилитет, по-конкретно во урологијата. Например, спомнавме дека кај машкиот организам многу чести појави во скроталното кесе може да се забележат проширени вени, варикоцела. Варикоцелата зазема едно 35 до 40% како причинител на машкиот стерилитет. Значи, и во мое време, мислам, кога бев дојден како почетник уролог, опериравме доста случаеви со варикоцела. Значи, тоа е појава кога кај машкиот организам има испуштени вени. Тие може да се палпираат палпаторно со рака, али со еходиагностика се воучуваат добро. Сега тука се прават операции. Најпозната операција од овој тип е операцијата по Паломо и ние сме правили и се уште се прави. Таа зазема големо место во хирургијата на машкиот стерилитет. Имено тука се прави рез на левата страна обично, бидејќи варикоцелата е болест на испуштени варикозитети вени на левиот тестис и 95% од случаевите е лево, а 5% е од десната страна. Значи може да ги имаш и билатерално, али тоа е многу ретка појава. Фактички тука се права подврзување. Паломо прв докажал дека може тука да се подврзат и артерија и вена сперматика интерна, а додека три артерии го снабдуваат тестис со крв. Поентата на оваа операција е дека тука со подврзувањето и лигатура на артерија и вена сперматика се намалува кортизонското дејство од надбубрежните лезди. Тоа има секако токсично дејство и токсичните материи од бубрегот. Некои други автори, да речеме самиот Палома, операцијата е вршил само ради самата варикоцела, а не и за промените што ги носи ова подврзување, значи лигатура.
Други мислат дека со подврзувањето се намалува температурата од проширените варици од тестисот и таа температура, значи, кај проширените вени е секако повисока за еден степен, а тоа има одраз на самата сперматогенеза и нормалниот раст на сперматозидите. Значи, успеси има многу добри и ако операцијата се направи, значи, јас им советувам на млади брачни парови кои имат таков проблем, ако наводот е екзактен како што треба да биде, да не се мислат, да направат операцијата. Значи, после половина година од операцијата резултатите се присутни. Тие имаат веќе потомче бебе. Така. Докторе, за самиот крај еден совет до младата популација, се со цел секако да превенираат, кога веќе стануваме свесни, нели, за целиот тој процес, како себе си да си помогнат и да се заштитат на еден начин, се со цел да не се дојде до стерилност. Па, јас би кажал, секој млад човек треба да ги промени навиките. Навиките во смисол, да речеме, тука дел од превенцијата може да биде да не се пуши, тоа е многу важно. Се смета дека никотинот е токсичен, абузус на алкохолни пијалоци, да не речем многу млади брачни парови се судираат со поимот дрога. Значи, ако пациент е депутатор на таква недозволена субстанца, резултатите делуваат негативно. Значи, еве да еден апел до дебелите партнери. Да им советуваме вежби, физички активности и да ја намалат дебелината. Значи, како што спомнав, самата дебелина и тесниот долен веж делуваат негативно исто така на сперматогенезата и растот на сперматозидите. Од Бога е кажено секој млад брачен пар е благословен да има дете, али самите партнери треба да се посветени, настојчиви и ако тоа го прават со трпение, резултатите се неизбежни. Докторе, ви благодарам на исцрпните одговори. Се надевам дека го привлекавме вниманието на гледачите. Ние повторно се гледаме во некој од наредните изданија на таа ординација со секако интересна тема за гледачите, се со цел едукација, па еве и превенција. Фала на поканата. Секогаш ќе бидам со позитивен осмех и појава во вашата ТВ ординација. Така, ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме наредната среда со нова тема.